почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Бизнис муабети на Фактор МАК. Јас сум Мишко Иванов, овој петок имаме еден многу интересен гостин. Острумен, секогаш со неговите идеи и изјави, предизвикува лавина од реакции. Тој е еден од првите основачи на ВМРО ДПМН. Љупчо Ѓоргиевски, од 98 до 2002 година, премиер на Република Македонија. Со него ќе разговараме на многу теми кои што се поврзани со бизнисот. Дали Ѓоргиевски денес е политичар и бизнисмен од сенка, или како што некои ќе кажат, харизматичен визионер или пак прочитан бизнисмен. Пред да го стартуваме разговорот со Ѓоргиевски на самиот старт, поздрав до нашите пријатели. Форманова, formanova.com.mk, секогаш блиску до вашиот дом. Намерно го споменав сајтот за да влезете тамо да ги видите сите попусти, нивните, да ги посетите нивните салони, нивниот салон овде во Скопје, во комплексот Годел, имаат своји салони во Штип, во Куманово, во Прилеп. Секако Форманова се оние кои што се заедно со нас, салон за мебел, најдостапни за сите оние кои што планираат да реновираат, уште повеќе што сега имаат и свој дополнителен бренд, Форманова премиум или дополнителен артикал. Поздрав и до нашите пријатели, неголемиот хом центар од Охрид, Трент Ангел, со своји експозитури, со своји продавници овде во Скопје, за се оно што ви е потребно дома, во строгиот центар на Скопје, но и со своја продавница, свој маркет овде во Хром. Тука си нашите пријатели од Трисоро, македонска компанија која што е задолжена за сите оние декоративни панели кои што ви се потребни дали за внатрешниот, односно за екстериерот или за интериерот. Јас сум Мишко Иванов, гледате Бизнис муабети на Фактор МАК, како што најавив, наш гостин Љупчо Ѓоргиевски, денес претседател на ВМРО Народна партија. Господине Ѓоргиевски, добре дојдовте во Бизнис муабети. Ти ве поканив конечно да разговараме за бизнис, со вас се разговара за политика и за историја, генерално. Да, и за историја, иако последно време малку ми бегаат, па ќе морам сам да направам подкаст за да се изборувам сам. Тоа сакам да кажам, видов едно најава нешто почнувате со подкаст, со ваш подкаст. Гледате, Мишко, очигледно подкастите сега најверојатно го освојуваат и светот, меѓутоа еве мене дефинитивно ме освојуваат, јас се гледам по себе, ако порано гледав сите телевизии можни што нели ќе кажеа политички. Сега многу малку сум редуциран на некои вести, на некои дебати и најчесто се концентрирам на подкастите, при што има убава можност ако не можеш директно да го фатиш, ќе го гледаш утре, други ден, после 5 дена. Така што мислам дека во подкастите очигледно така отиде еден дел од медиумскиот интерес и еве, окей, тоа е добар повод да најавам дека јас почнувам во понеделник во 6 часот со мој подкаст кој ќе се занимава со историја. Значи главната тема е историја, иако некогаш не може да македонската историја, иако некогаш не може да нели дневна политика да не фати. Генерално велиме Острубени човек кој што секогаш со своите изјави, со своите настапи, вашите настапи секогаш предизвикуваат лавина од реакции, овие историските особено, така што ќе видиме што и како се случува, нека ви е со среќа. Јас мислам дека сум докажал дека сум објективен во тој поглед, така што објективноста онака како што јас ја доживувам, нели. Да. Нека ви е со среќа, во секој случај како ќе одите еднаш неделно, Не, два пати неделно, затоа што сепак темите се малку. Не, два пати месечно веројатно. Два пати месечно, да. Месечно. Затоа што темите малку бараат подготовка. Петок, како рековте? Секој втор понеделник. Секој втор понеделник во 6 сата. 18 часот. Ќе ги снимате или во живо одите? Па на почетокот ќе почнеме со снимање, малку така да се после во живо и така. Идејата е еден ден и дуели да правиме, ама сега за сега не. Првата фаза. Генерално и публиката, оние веќе 35 плюс веќе некако сите бегаат и од телевизиите, остана постарите, меѓутоа тоа се други теми за кои што ќе зборува, ќе може да се зборува и политичар или бизнисмен? Како да дефинирам? Вака, Мишко, јас формално, еве да речеме, не сум во високата, во големата политика и тоа повеќе од 20 години. Отидов во светот на бизнисот, меѓутоа очигледно ако погледнете има многу политичари во Македонија што биле на големи функции што веќе не даваат изјава за ништо. Јас не можам така. Јас сметам дека сум бил одговорен во одредена фаза за оваа држава.
сум бил нели основач на ВМРО-ДПМН, сум бил во основата на самостојна и независна Македонија, сум бил премиер нели 4 години и некако според мене општествената одговорност бара да давам ставови за одредени позиции. И сега јас ако на некого му изгледам како дека тоа не е соодветно, ја мислам другото не е соодветно. Јас не можам да сватам некој да биле на, па и не на високи, туку едноставно да се занимава 10-15 години со политика и одеднаш ги снемува и ништо веќе не кажуваат. Не мора да кажуваат за се и се што, нели? Ама од време на време треба да ги според мене поделат политичките ставови. Апсолутно, луѓе кои што после одредена дистанца и можат и порационално да гледаат на работите и не само бивши политичари кои што не се занимаваат туку, тоа е и обврска на некој начин и на интелигенцијата и на професорите кои што треба да даваат свој видување за сите општествени феномени. Сега ме подведовте, значи не е само ова работа на политичарите туку и на некој интелектуалец кој по дефиниција треба да биде општествено одговорен, нели така? Но зошто кај нас се плашат па да говорат? Знаете, да сакате за економија, сакате за општествени феномени и кој да излезе да каже нешто што е спротивно на било која владеачка гарнитура веднаш е шиканиран. Да, тоа шиканирањето постои, тоа, ама сега затоа сме интелектуалци за да се спротивставуваме нели на некои позиции, нели? Има една дефиниција, не си интелектуалец ако не платиш дел од твојата комоција. Апсолутно. Значи, не си интелектуалец ако кажува се што власта сака да чуе, нели така? Во принцип кај нас властодржците секој сака да се обкружени со луѓе кои што велат шефе, браво, супер си. Со што бизнес се занимава денес Лјупчо Ѓорѓиевски? Знаете, останува некоја не е енигма, туку постојано ве поврзува со разноразни работи. Со што се занимавате ден? Значи, имав едно 6-7 години, не 6-7, 10 години со маркети. И сега ги спомнувам маркетите затоа што актуелни се сега во оваа фаза. Да. Како да ви кажам, малку ми е жал што е ова хајка против паркетите. Ќе ви го кажам моето искуство. Значи ги слушам тие големи приказни за големи маржи, големи профити и сето тоа. Нормално да кажам, мојата приказна со маркетите беше неуспешна, затоа што нели дефинитивно на крајот моравме да затвориме. Меѓутоа, јас кога работев, тоа беше негде до пред 3-4 години, знам дека маржите беа околу 20%. Сега слушам некаде 30-35%, викам чекајте сега кој дава 30, кога порасна маржите на 35%. Со 20% маржа треба да дадете плата на сите вработени, треба да платите струи, комунали и на крајот да вратите дел од кредитите и на крајот да видите колку е профитот. После 10 години мака ние дојдовме со мојот партнер до заклучок дека треба да отидеме во стечај и да банкротираме. Тоа е едната работа и втората работа е во градежната сфера, исто така по една зграда, не е нешто посебно и така. Значи сепак сте во бизнисот. Па да, во бизнисот сум, да. Генерално ова велите за маркетите. Тие беа пред како велите пред банкрот, толку слабо одеше или? Ави гледате, знаете што сега, значи, има и нели големи маркети кои веќе се етаблирани. Меѓутоа додека ние работевме, јас знам барем 5-6 маркети, некои што има и по 10 и по 15 продавници банкротираа. Значи не е приказната така како што денеска гледаме некој сака да ја прикаже. Конечно, погледнете ги профитите на крајот од годините. Вие ќе видите дека сепак има многу по-силни сфери каде што има многу поголеми профити отколку да речеме во маркетите. Например, банкарскиот систем, например, така. Вие кога ќе видите профитите на банките и профитите на маркетите, ќе речете, чекајте, тука не е баш така сега, зошто хајка овде? А градежниот сектор сте сами или? Не, пак со партнер. Пак сте со партнер. Да. Колку вработени имате? Па, имавме и до 100 вработени, сега е околу 230. И отприлика колку се врати сега, не ме интересира, профити, приходи, например, колку оди бидејќи вие рековте и таму приказната не е таква како што се кажува, затоа што знаете, се зголемија многу овие, како се викаат, процентот за маркети што се дава. На времето тоа беше до 25% и сега
35, па негде гледам, слушам некои 40% давате за маркицата. Значи тоа е огромен процент. Но. Второ, гледате сега, виж кога нас се на некој начин пропаганда. Например, комуналиите. Вие пред да почнете една зграда треба да дадете 1.000.000 евра за комуналии. Некако не сакано отиде муабетот во таа работа, меѓутоа пак е тоа бизнис кој за сега многу граѓани во Македонија. Знаете, например во многу држави во Европа нема комунали. Например во Бугарија нема комунали. Тука кога ја ги давате 1.000.000 евра пред да почнете зградата и за тоа треба да општината да ви направи се. Треба да ви направи пат, треба да ви направи довод за вода, довод за канализација, ако има некоја цевка од парно да ја тргнете. Вие што се случува што е праксата во Македонија? Вие го давате тој 1.000.000 евра за комунали на општината и после кога ќе треба да ја тргнете цевката за парно под вашиот плац, вика чекај, а тоа чекање е после 2 години. И земате сам си ја плаќате цевката. Исто е со водата, исто е со некој друг проблем таму кој ќе се појави и давате уште до 300.000 евра. Претходно 1.000.000 евра сте дали. Претходно 1.000.000 евра сте дали. Не, навистина, ја не знам, вака луѓето кога ги слушаат муабетите, да, некој ќе има посрекна варијанта, нели ќе плати помалку вака сето тоа. Мислам за плацот или сето тоа. Меѓутоа, кога ќе дојдете овој 1.000.000 евра што е? Овој 1.000.000 евра е поклон на општината. Тие ќе рече добро, ние живееме од тоа. Да, ма живее администрацијата од тоа. Да, администрацијата. Ти како бизнисмен, што добиваш? Не, треба да добиеш нешто. Генерално сте само во Македонија или во Бугарија? Не, во Македонија. Во Македонија, во Бугарија градите, таму нели ве спомнуваа хотели. А ова не, тоа нема приказни. Добро, тие приказните Флориди, не знам натаму, намо, тоа се приказни. Во Бугарија немам буквално никаков бизнес. Никако? И никаде немам, да. Аха. Па сите Лјупчо имал фирми во Бугарија, Лјупчо имала се изгледала кој се имал. Ќе видиме кој се имал фирми, кој се. Најодговорно немам никако. Ова барокната зграда е вие ова старата градска куќа таа вие како беше таа? Не. Една барокна зграда од Скопје 2014, така таа? Не. Тамо нема, пошто нели за тамо зборува, па таа му ја дадовме на Гергиевски за да не напаѓа толку и така натаму и така натаму. Добро, сте поминали сито и решето. Вие бевте практично еден од првите основачи на ВМРО ДПМН. Вие сте сведоци на првиот денар на буквално на Сеона што поминувало оваа независна Македонија и претпоставувам после колку 34 години независност тој можеби ваш сон или таа визија која што вие сте ја замислували или еве ако сакате да се враќаме наназад, некако не се совпаѓа со ова што го гледаме денес. Мишко, не само што сум бил сведок, туку ајде вака лажно нескромен да бидам, јас ги дадов и првите идеи за сите тие работи, кои се сеќавате. Македонски пари, прв човек спомнал Македонија, јас, нели, додека другите се тресеа за таа и работа. Репрезентација, пасоши и се оно што се нарекува војска, се што се нарекува македонска држава, односно карактеристики за една држава. Да, сонот не е таков, Мишко, дефинитивно она што беше идејата 90-та година, 89-та да речеме, 90-та година, не е така. Кои се причините? Има сигурно фактори, има и многу надворешни фактори. Вие гледате, Македонија имаше многу големи сопки. Прво, раздвојувањето од Југославија, од Милошевиќ беше тешко, 10 години ни требаше да се раздвоиме, да не се плашиме од него. Потоа тие блокади се сеќавате, еднаш блокада према Србија, еднаш блокада према Грција, па блокадите на меѓународен пат со евроатлантската интеграција. Значи, има меѓународни фактори. Има фактори на многу однесен капитал од Македонија. Пред се, да речеме, тој капитал кој го однесе Југославија од Македонија. И конечно има навеќе од се наши слабости, македонски слабости. Ние кој зборуваме за транзицијата и за преминот во Македонија, не смееме да забораваме дека во Македонија, за разлика од многу други источни европски држави, кај што преминот и транзицијата почна веднаш 90-та со нова власт, во Македонија дури 98 година се случи. Практично до 98 година вака или така функционираше стариот систем со старите луѓе и со старите структури.
Значи прва промена дојде во Македонија 98 година. Потоа, знаете, ќе речете мала држава, ама удари колку што сакате. Испаѓа дека голема држава можеби е полесно да се престори колку да речеме мала држава. Трето, ударите од старите служби кои дефинитивно тоа што го нарекуваме длабока држава, кои некогаш е свесна, некогаш несвесно организирана за да ги зачува своите интереси. Постои длабока држава, така? Да, дефинитивно, Мишко. Дефинитивно во Македонија ние сме поврзани во многу со бивша Југославија, со структурите од бивша Југославија и сето тоа и конечно личните грешки на сите нас како политичари кои сме били одговорни. Знаете, дури и некогаш кога не успевате да расчистите со некоја стара структура, вие сте одговорен. Јас таа вина и таа одговорност ја прифаќам. Што се припишуват за ваша грешка? Од 98 до 2002, со што не расчистивте? Со што сакавте да расчистите? Гледайте, Мишко, јас 98 година кога дојдов бев под многу голем напад дека сега ќе има реванш во државата, не знам, ќе има реванш во економијата, ќе има реванш во политиката. Ние не направивме никаков реванш, меѓутоа не само што не направивме реванш, очигледно не направивме и доволно промени. Сега зборам на тие луѓе кои сакаа да ја кочат државата. И во таа насока значи имам оправдување, нели, имав две големи кризи. Едната беше прво југословенската криза, нато бомбардирањето на Србија и бегалците, целата таа приказна, да, а после пак и македонската криза. Кога и вие имате такви две кризи, тешко можете да се борите со некои други ситуации. Во таква ситуација, нели, помалку ви доаѓаат од страна, поголеми, помалку ова ви доаѓаат инвеститори и сето тоа. Сигурно многу грешки се правени на конкретен план, на конкретен чекор. Знаете, политиката е таква, кога ја гледате како фудбалот, кога ја гледате надвор, се знаете што треба да направите. Кога сте внатре, некако на друг начин го гледате теренот. Нели, прво однос значи Македонија во тоа време беше многу зависна од ставовите на странската на меѓународната политика. Јас ќе ја потсетам да речеме на политиките на ММФ и на Светската банка. Денеска никој не ги не спомнува, гледам ниво Источна Европа, ниво Македонија. И тоа вие сигурно се сеќавате колку беше жестоко тој притисок на ММФ и на Светската банка. Морате да направите реформи, ама реформи вакви како што ние ви кажуваме, не како што вие си ги замислувате. Ние ќе ви дадеме пари, вие ќе направите вакви реформи. Па ние се сеќаваме тие пари беа, нели, за да имате нормално буџетот да го санирате, долгот према странство веќе е затечен да го вратите и мислам дека тие политики беа горе-долу исти во цела Источна Европа. И мене ми жал што денес гледам ни светската економија, никој не се занимава, чекајте што испадна од реформите на ММФ и на Светската банка. Да речеме, секаде одеа со тој принцип 10 или 12 најголеми загубари, 6 месеци, година дена да ги затворите или да ги приватизирате. После кога дојде кризата на меѓународен план 2008 година во светот, гледаме дека може да се субвенционираат и на запад ферми, или ако се важни за државата. Во Источна Европа не може да се субвенционираат. Така што маса на ферми мораше да бидат да пропаднат. Втората работа, да речеме, одредени реформи во образованието, да пример, што беа наметнувани. Јас до ден денеска не знам дали тие реформи се правите реформи, по многу тоа што гледаме, очигледно не се баш најправите реформи ни во образованието. Пензискиот фонд. Некни имаше една дискусија да се зголемува пензискиот ова годините за пензиски стажови. Ние изеговме соопштение, не треба да се зголемуваат годините за пензиски стажови, треба да се укинат приватните пензиски фондови. Сега, дали сум крив и јас? Да, јас сум крив. Кога дојдовме 98 година, тој процес веќе беше почнат од претходната влада на Црвенковски. Ние, мислам дека 95% го завршивме и после кога дојде Црвенковски само го промовира. Меѓутоа, не можам да кажам, не сум учествувал во тоа.
што е, значи приватен пензионски фонд можеби за некоја голема индустријска економија одговара, да речеме, Германија, Франција, Англија. Иако гледаме и таму има доста критики на тоа веќе. Меѓутоа во Источна Европа што беше? Јас ја гледам таа дискусија и во Хрватска, и во Бугарија, и во Романија имаше за укинување на приватните пензионски фондови. Што се приватните пензионски фондови? Прелевање на пари од државниот фонд во приватни пензионски фондови. А државата се задолжува и плаќа, ако не се лажам сега, по 500 милиони евра секоја година од буџетот одат на тие пополнување на дупки. Многу работи се нејасни. И генерално во Македонија, особено во македонската економска сцена, тој процес на приватизација кој што и вие го наследивте, тие Фесал 2 аранжмани кога споменувате, ММФ па ние глава ни пукна од тоа стендбај аранжмани, па кога ќе додеше. Само тоа се зборуваше. Сега никој не ќе дојдеше представи па да цела Македонија. Цела Македонија. Господин Георгиевски, имате ли бројка, на пример, вие ги споменавте во еден дел, вие во годините на нас зборувавте за даночна амнестија. Колку пари се искрадени, однесени од Македонија? Ова е чудо едно како буре без дно. Знаете, вака обичен човек кога гледа, па добро, возможно ли ова држава да има толку пари, некако сите крадат? Тоа е впечатокот на обичниот човек. Гледате сега, Мишко, значи, кога зборуваме за изнесување или за крадење на пари од Македонија, можам да ви го кажам следново. Предпоставувам, вашето прашање и обично луѓето кога зборуваат за тоа прашање, зборуваат нели за македонски бизнисмени, политичари, граѓани кои нели крадат пари од Македонија и вадат или нели не знам каде ги носат. Јас сакам да ви кажам дека кражбата на Македонија почна пред да почне транзиција, да речеме пред да почне демократизацијата на Македонија 90-те години. Сега зборувам формално 90-та, затоа што сепак имавме демократизација тогаш. Не знам зашто во Македонија не се зборува за една друга кражба. Многу малку се спомнува тој проблем, дури немаме проблем, ќе го амнистираме тоа, без проблем. Се зборам како општествена јавност. Имено, големата кражба на Македонија почна во последните години на распаѓањето на Југославија. Прво ќе ве потсетам Анте Марковиќ со нели трансформирањето на девизните резерви, девизните резерви на граѓаните од цела Југославија за да може да се користат за кредити за нели за пополнување на дупки. Јас ќе ве потсетам дека Македонија ја почна ова самостојноста со милиарда, сега дали беа долари или марки евра, сигурно не беа во тоа време, со милиарда долари, значи украдени девизни штедни влогови на граѓаните на Македонија во името на Југославија. Кој ги украл? Анте Марковиќ. Вие се сеќавате дека ама тоа беше во цела Југославија. Тоа не беше само тоа беа редици пред Југобанка пред така. се сеќавам. Тоа не беше специфично само за Македонија. Да, тоа не беше специфично само за Македонија, тоа беше за цела Југославија. Сега не знам колку пари беа земени на граѓаните. И тој проблем се влечеше, мислам дека во Босна уште не им се врати тие пари на луѓето. Тој проблем се влечеше низ цела Југославија. Во Македонија тој проблем до 98 година никој ништо немаше направено. Кога дојдовме 98 година направивме 10 годишна програма, односно до 98 година може само ако умре некој или ако прави свадба да земе по 3-4 илјади марки. Од 98 година почна првиот програма 10 годишна, нашата влада ја направи за враќање на старите штедни влогови. Значи за враќање на чекајте. Не може овој народ е ограбен со ајде да речеме марки, не, ама и марката е евро денеска, така нели? Така една марка една евро стана, така се претвори, иако беше 27 денара една марка. И ако земете инфлацијата на милиарда марки, денеска се баш повеќе од милиарда евра. Сега вие имате буквално грабење на 1 милиарда евро од граѓаните на Македонија и сега да се чудите кај е моќта на оваа економија и граѓаните. Второ, Милошевиќ при распадот на Југославија направи упат на југословенскиот систем, монетарен систем, 2 милиарди долари си зема за интересите на Србија. Така почна и распадот на Југославија, не почна тука да прашате кои се криви за распадот на Југославија, ќе ви кажат Хрватска и Словенија. Не, Милошевиќ го
урни се прво уставот на СФРЈ, а после почна и да краде најгрубо од државните резерви од монетарниот систем на 2 милиарди долари. Трето, тоест настана еден хаос во кои фирми од цела Југославија зема производи од други републики, посебно овие наивните, Македонија, Црна Гора и Босна, и не ги враќа парите со некакви меници. Јас мислам дека македонската економија 300-400 милиони евра, 300-400 милиони евра, долари изгуби во тие купување на производи без никогаш да се платат тие производи. Мислам дека имаше некои паметни бизнисмени од Македонија, мислам дека дел од првите бизнисмени од Македонија, приватни, сега, еве се извинавам кога грешам, ама мислам дека Велија Рамковски го биеше таков глас, дека било еден од поинтелигентните македонски бизнисмени од другите републики земал стока и нормално после не им плаќал, што јас го ако така било, стварно сметам дека било многу добро, така. Затоа што целата македонска економија беше плjačкана од српски, босански, хрватски, не знам се какви црногорски фирми. Тој период поминува и после не застануваме. Морам да го спомнам, затоа што тоа се грабежи кои никој не ги денеска оценува. Третата работа, оружјето, милиарда долари во тоа време во оружје на Македонија беше одземено од југословенската армија. Тоа оружје денеска вреди сигурно 4-5 милиарди долари кога ќе го погледнете во рамките на сето тоа. Да не зборуваме за директно за грабење на фирмите. Јас ќе ве потсетам, македонската градежна индустрија остана со ненаплатени средства од 250 милиони долари од пари од градењето во Ирак, Кувајт, не знам каде градеа. Да, градежните фирми. И тие пари си останаа повторно во српски фирми. И тоа никој не го занима. Толку да не бива? Па очигледно не бива. Македонија табак, големиот џун на македонското тударство. Значи дојдовме 170 милиони долари, имаше долг кој требаше да го наплати претежно од српски и црногорски фирми. Давани цигари без никаква гаранција, без никаква хипотека, без никакво покритие. И ние секој кажеме и каква беше Македонија табак. Македонија табак беше нула кога дојдовме ние. Ви кажувам, податокот беше објавен јавно, и тие пари никош не се наплатија. И сега веќе овој, не знам зашто македонските економисти не сакат да се занимаваат со тие грабежи. Колку македонската економија беше ограбена во тој период на се уште на постоечка некаква Југославија. Затоа што има многу тековни грабежи, па не може да стигнат тие да се ама сега кога се прават анализи, кога се прават. Но се согласувам, ние треба да почнеме од почетоците, но ние тие рецидиви си ги влечеме постојано. И тој процес на приватизација од време на Црвенковски натаму, па потоа вие кога дојдовте и тој беше луѓето кога ги прашате ќе ви кажат дека се е спорно. Дали 98 таа милиарда беше пиар маркетинг на целе милиардата, клучот или беше вистина? Повеќе беше пиар. Да? Повеќе беше пиар. Па ја немаше, не дојде таа. Ама гледате, ние повторно пак ја кренавме економијата 98 година. Инаку приватизацијата која спомнавте, Мишко, морам да кажам дека приватизацијата во бивша Југославија почна од времето на Анте Марковиќ, во бивша Македонија, нели, ама и бивша Југославија, почна од времето на Анте Марковиќ. И те сме училе тоа. Да, така, нели, еве гледаш сега. Сега, второ, основа на таа приватизација, видите што беше? Ние не смееме да забравиме. Во таа приватизација беа исклучени целата интелектуална елита на бивша Југославија, професори, учители, се она што се нарекува да не зборуваме за невработени. За вистински експерти. Да. Бидејќи денес има многу збориме за вистински експерти. Така, точно така. Да. И таа приватизација беше само направена за, нели, платформа само за работниците во одредени фабрики што работат, нели така. И тоа се случуваше, извинете што ја прекинувам, во сите овие социјалистички во наводници земји. Така. Само моделите беа различни во Чешка, Словачка, други беа кај нас. И сега под големото име да им дадеме нели практично да им дадеме акциите на работниците. Прво тука имаш исто една лотарија. Не е се исто некој да работи во цементара и во пивара,
а друг да работи нели во некоја текстилна фабрика која веќе е на работ нели на банкротот, нели. Меѓутоа и тоа беше форма затоа што во законот имаше дека тие работници акциите можат да ги продаваат само на менаџерите. И тоа траеше се до 98 година. Законот работниците да може да ги продаваат акциите само на менаџерите траеше се до 98 година во Македонија. Добро, потоа и ние тогаш имавме насилни притисоци на огромен број на менаџери, кај што ги тера луѓето за без цена да си ги продадат акциите. И вие кога ќе погледнете целата таа приказна денеска на целата таа приватизација, јас велам, праведна приватизација очигледно нема. Нема. Меѓутоа, кога веќе некој ја земал фирмата. Знаете, овде во Македонија, пак кога се зборува за приватизацијата, се нишенат политичарите. Се нишени Киро Глигоров, Бранко Црвенковски, Стојан Андов, јас се нишенам, не знам после мене кој. Добро, дека вие сте били под влијание на бизнисмените, дека вие ги правите законите така како што ќе ви кажат оние кои што сакат. Тоа е муабетот. Ама сега не вака. Прво, значи јас дојдов кога процесот веќе беше завршен 85%. Беше се приватизирано. Дори некои фирми кои мене ми ги спомнуваат, на товар ми ги ставаат Бучим, Окта, не знам, Отекс, тие веќе фирми беа приватизирани па отидени во стечај. Добро, Бучим беше во ваше време со глумецот кој беше тоа. Ама тоа беше веќе приватизирана фирма и отидена во банкрот. Окта иста беше истата приказна. Окта е приватизирана 100% фирма и отидена во банкрот. Значи, ние практично требаше да приватизираме или да затвориме што веќе нешто беше приватизирано во Македонија 98 година. Видите, што ми е главната поента? Во ред, ја земал фирмата. Независно дали е во Скопје, во Делчево, во Охрид, не знам каде е во Битола. Прашањето денеска кое треба да се постави, а сигурно 1000 луѓе имаат земено фирми од таа бивша Југославија, ако не тоа се зборуваше за 2000 фирми или 3000 фирми дека има во бивша Југославија, во бивша Македонија. Видите, да речеме 1000 менаџери земале некакви фирми. Денеска прашањето треба да се постави: ти што ја зема фирмата, кај е таа фирма денеска? И кога ќе преброиме колку од тие фирми се живи, тогаш треба да речеме овие се квалитетни менаџери, овие кај се менаџери. Значи, ги земале фирмите, така? Кај се тие фирми? 3 што се големи кои што ја крепат уште економијата. Кај се тие фирми? За другите веројатно ќе треба вие да ги дадете одговорите. Денеска има една структура на така наречени македонски олигархи. Јас со тие со 90% од нив и здраво не се викам кој ќе се видам. Не сте милиник вие на олигархи. Не сум, Од никогаш не сте не биле. Не сум бил, меѓутоа сакам да ви кажам. Сепак тие успеале некако да ги спасат фирмите, така? Јас велам, тие други 1000 што ги земале фирмите, кај ми се фирмите? Кај се тие фирми? Добро, тука не е крив ни Љупчо, ни Бранко, ни Григоров. Ти веќе си ја земал фирмата. Што правиш понатаму со таа фирма? Добро, се некој ќе рече, па добро, па сега Љупчо ќе излезе па дека е најчистиот темек, нели они тоа кога така оди муабетот. Од кај се парите на Ѓорѓиевски за бизнисот? Сега претпоставувам ги слушате. Ама со кредити, сега има таму како се вика тоа централен регистар, може секој да си плати да види, ќе видите колку имам долгови, колку имам активи. Ако милиардата било пиар, претпоставувам и свесто сте влегле во тоа, но на некој начин успеало. Луѓето се Ама после тие милиарди ги рециклираат од време на време. Ја мислам, на секој нови избори се спомнуваат 1, 2, 3, 7 милиарди. Во време на Груевски отиде информација дека 8 милиарди евра Па за тоа. Така да една е малку. Па и сега слушам 6 милиарди. Дека се зборуваат за 6 милиарди. Така што мислам дека не тоа што е пиар, тоа е страшна лажга и народот верува, се пали на тоа. Прво 6 милиарди евра. Моје убедување, господине Ѓорѓиевски, ние сме толку мала држава. Не може да ги абсолвира Македонија. Невозможно е вие да најдете фирма која што ќе дојде да инвестира 6 милиарди. Ние да бидеме стрекни ако некој дојде да инвестира 10, 20, 100 милиони евра. 6 милиарди евра некој да инвестира во Македонија, навистина, како да кажем, чудо. Дај Боже да се случи.
Ние најголемите инфраструктурни проекти да ги собереме што треба да ги градиме, не можеме да стигнеме до 6 Кои милиарди. инфраструктурни се мачиме, еве Па, ги еве, Бехтел и Енка. Која е ова железница? Будимпешта, Белград, Скопје, Солун, она што го најавува Ете, Николовски. Мишо, ја наблюдувам оваа анализа за брза железница Будимпешта, Белград, Солун. Не, дека ја спомнавте инфраструктурата, сега затоа ама се не, сега дофрлувам, вака. бидејќи. Прво, јас се радувам на сите инфраструктурни проекти, меѓутоа нешто мора да има логика. Прво, да, значи јас го сакам коридорот 10, исто колку што го сакам и коридорот 8 да се гради. А помилливи е коридорот 8? Не. Да ги задоволиме Не, сега? не. Сакам тој да се гради затоа што не е изграден, не се работи. Коридорот 10 исто е многу важен. Меѓутоа, еве сега да спомнам, коридорот 10 автопатно е изграден. Коридор 10 има железница. Ако треба да се направи побрза пруга, еве ја постоечката пруга, кај треба да се коригира, електрификации, испревување на кривини, нека прават. Меѓутоа тоа е нешто што е, ја мислам дека дури претходната влада почна некоја имаше проект за модернизација, ја мислам дека дури почна некоја модернизација на железницата. Нешто имаше па подзастана затоа што влегуваме ние во тие изборни циклуси. Така, и ама тогаш има тоа- проект некој за електрификација за забрзување. Сега слушаме ќе има нова брза железница. Прво, она што сакам да го кажам, дека за да направите нова брза железница, која ќе поврзува Македонија од Србија до Грција, треба да имате две работи. Или прво, да ја запрете оваа железница и на незино ниво да правите нова железница брза, што сметам дека ќе биде абсурдно. Значи, уништувате еден проект, ќе го закочите, прво 4 години, 5 нема да работи таа железница, така? И второ, треба да направите на незина линија нова линија. Второ, очигледно треба да се прави нова линија, а таа линија и постои, таа е од постаро време постои таа линија. Таа линија знаете кај оди? Таа линија оди Куманово, негде кај аеродромот Петровец, некаде кај Свети Николе и излегува доле кај најверојатно кај Јевгелија или кај Дорен. Мислам кај Јевгелија треба да излезе. Кај оди од Свети Николе, како врти. Тоа е најбрзиот Веројатно, да. Тоа е најбрзиот пат кој ќе ја погледнете ако сакате од Србија да дојдете за до Грција. Грција. И сега вака, што е функцијата на железниците во Европа? Функцијата на железниците е да дојдат во центарот на градот. Вие, ако треба да идете од Скопје, да излезете со кола негде кај што е денес аеродромот за да се качите на брзата железница, вие веќе кога ќе излезете од гужвите од Скопје веќе може да сидите и за Солун, така? Второ, значи од таа железница, значи Штипјани и Верешани ако сакаат да се качат исто треба да одат некаде кај Свети Николе. Значи ќе има директен ќар само Куманово и евентуално доле Гевгелија. Мислам, тоа е некоја приказна, според мене, Мишко, тоа е приказна само да ја задоволиме Србија, никој друг. Никој друг. И ја немам проблем да ја земат, нека ја земат на концесија, нека си ја направат. Никаков ќар од таа железница нема да има Македонија. Вчера го слушам Александар Николовски дека во овој момент се собираат 57 милиони евра од патарини годишно на коридорот 10. Прво тие патарини 50 милиони нема да ги имате. Кој ќе застане ако имаме брза железница во Македонија? Најверојатно само кафето во возот ако сака некој да го пие. И некаква такса што ќе ја наплаќа Македонија. Ама тоа е скапа инвестиција. Ама тоа ќе биде сигурно 2 милиарди, ако не и 3 милиарди. Значи, ја за тоа велам. Тоа треба да се даде под концесија. Ако сакаат Унгарија, Србија, Грција, Бугарија. Еве ви е концесијата. Дори нека биде на 100 години. Не, еве според мене не треба ни пари да наплаќаме. Меѓутоа, ние сега да се задолжиме да го правиме кефот на некој друг, мислам дека посетата во Велика Британија? Ова е геостратешки проект на Србија, не е на Македонија. И оваа влада се лепи на ова.
Како е тоа? ВМРО обично го врзува Е, ваше да, ВМРО ама- со Бугарија, ова со Србија се. Е, така некако испаѓа работата. Не Така е можам за да жал го- и да го политички. пофатам ја. И политички е така и економски го гледаме тоа истото. Невозможно е после 34 години да тапкаме ние место да зборуваме за железници, патиште немаме направено и еве сега го читам професорот Узунов вели Македонија живее на лошата економска состојба во последните децении. А ние зборуваме за 6 милиарди евра кои црни Вишко, 6 милиарди не. Ќе ви кажам една работа. Нели, мојата влада и моето време има многу простор за критика и политички и економски. Некои работи не сме можеле да ги одбегнеме. Меѓутоа, сега спомнавте, еве гледате и професорот Узунов дал една оценка. На YouTube, кога ќе напишете GDP per capita на европските држави, ќе фатите таму негде од 70-те години, ќе застанете на 2000-та година, неколку пати ќе кликнете, ќе видите дека 2000-та година, кога јас сум бил премиер во Македонија, Македонија е четвртата балканска економија, значи пред нас се само Грција, Словенија и Хрватска. Зад нас се Романија, Бугарија, Босна, 2000. Албанија, 2000 година. Сите други балкански држави. Од Србија имаме два пати поголем, скоро два пати за нешто кратко, два пати поголем GDP по глава национална на човек. И ако го продолжите тоа да го терате до денеска, во исто време 2000 година со Русија сме имали GDP по глава GDP по пер капита. Денеска и продолжите да го терате тоа, такви има барем 10 таблици, не една, ќе видите дека Македонија денеска е последна се трка со Босна. Албанија нема поминато, Романија, сите не има Негде поминато. грешиме. Значи и статистиката тоа го зборува. Негде грешиме, некој ќе рече, па добро, во ваше време се продаде Телекомот го продадовте, во ваше време е Окта и сега знаете, тие лепенки ги знаете кои што стојат. Да, имаше пари кои што се вртеа, пари во врекки, се носеа, се даваа луѓево, стандардот постоеше, но бројките се тие. Еве, тоа е денеска светската статистика. Бројките се тие и сега кога велите имаме многу критики, на што не би направиле да сте денес? Не би го продале Телеком? Не би ја продале Окта? Гледате, вака сега, Окта мораше да се продаде. Окта имавме многу јасен рок. За 6 месеци ја продавате или ја затвараме. И ние сега им треба да останат 1500 луѓе без работа. А Окта, Окта донесе е првата инвестиција што донесе приватизација, што донесе инвестиција на зелено. Нафтоводот Солун Скопје е прва инвестиција во Македонија на зелено. Од ништо да направите нешто. Тоа е Амбо друг беше проект, така? На Сега- Глигор Ташковиќ, тој беше Не, тоа проектот беше на- друго, Тоа да. беше Ама друг тоа проект. не Сега се говорите направи, вие да. за нафтоводот. За нафтоводот, да. За нафтоводот зборам. Сега, тој беше направен со многу пропаганда, со многу ова. Значи една година, 9 месеци фалија монополот да биде завршен. Значи 9 месеци фалија да се биде Уставниот суд, нели тогаш под политички притисок го ухина. А сега нели нова приказна и треба мазот и не и треба мазот, ќе ве потсетам на последната афера со овие притворените со увоз на мазут и тоа канцероген На Капушевски на како се Кјаховски. Да. Прво, тоа беше увоз на мазут од скоро 300 и нешто милиони долари, така? И како не и треба на Македонија мазут? Зошто увезуваме мазут? Од кај сега го увезуваме мазут? Од Грција. Тогаш ќе имавме мазут во Македонија. И конечно до ден денеска, Мишко, јас не знам, значи луѓето од политичка пресија некоја работа не може не смеат да направат ништо. Имате Окта, постои. Имате нафтовод кој не работи. Направете разговор со грците. Без монополи, без собраски, во ова. Почнете да работите. Ќе произведувате колку ќе се произведе мазот, колку си произведете, колку си купите. Јас ви гарантирам дека тие ќе најдат пазари во Јужна Србија и во Косово. Па тоа зошто Окта ги собори сите рекорди? Затоа што самите тие продаваа на Косово и во Јужна Србија. Значи, еден индустријски капацитет кој носеше, во тоа време носеше, кога се пушти, носеше 1,5% од GDP на Македонија.
И сега никој не сме, а во меѓувреме се изградија, имате во Неготино термоелектрана која може да користи мазут, имате овде во Скопје една топлана што беше што може да користи има. мазут. Па има и во Кичево. И сега, значи немаме проблем да увизуваме и канцероген, нели, мазут од Грција, а овде не смееме политички да спомнеме буквата за окта. Ако немате проблем, тогаш има проблем дека нешто сомнително се случува. Ама еве, завршена е приказната. Ја немам приказната. Ги имате капацитети, зошто не ги ставите? Кога беше пред година и пол, кој имаше голема енергетска криза? Да. Ако предложив тоа јавно. Нели, се дадоа стотици милиони долари за увоз на чиста струја. Еве ви го капацитетот. Тоа беше кога струјата Еве ви го капацитетот. неверојатни цени. Неверојатни цени. Да. Еве ви ги капацитетот. Иако таа криза се уште демне, ако гледаме што се случи во Шпанија и во Португалија, таа криза може и секогаш да излезе повторно, нели така? Ние сме со рек битола останати, значи колку години наназад, колку децени. За Телеком ви е криво? Видите, за Телеком ми е криво, затоа што гледате, Телеком ние веќе го направивме добра фирма. Ден Дончев, нели, после имаше некои други приказни, меѓутоа во тоа време беше добар директор и он ја го постави Телеком на добри основи и Телеком, мислам, кога тој работеше, имаше негде околу 60 до 80 милиони, сега пак тоа е време, мислам дека е марки или долари, сега малку тука не ме фаќајте за збор. Марки или долари, уште не е евра. Да, уште не е евра. Меѓутоа бевме под голем притисок на ММФ и на Светската банка. Тоа вака процесот за продолжба на Телеком беше од претходната влада. Значи ние работевме со агентот кој владата на Црвенковски го имаше изберен на претходно. Значи ние не менувавме ништо во правилата на игрите. Дали Телекомот се продаде заради војната, конфликтот во 2001? Не. Бидејќи тогаш беше мобе дека немаме пари, па хеликоптери, па едно друго. Тоа е таа политика на ММФ и на Светската банка. Морате да приватизирате. Па и словенците не приватизираа. Да, ама они беа силни, они беа помоќни. И тука веројатно доаѓа до израз длабоката држава. Таму во вакви Иако јас морам да ја кажам дека ние го продадовме во право време затоа што неполна година после тоа имаше еден голем срив на акциите на Deutsche Telekom. И кога ќе испоредите цените на телекомите за кои се продадени во, да речеме, во Бугарија и во некои други држави, Македонија тогаш беше рангирана за најдобра приватизација. Сега не знам дали е тоа 2000 или 2001 година. Приватизацијата на Телеком беше прогласена за најдобра приватизација, најуспешна приватизација во Источна Европа. Тие работи се забораваат. Остануваат темните дати. Споменавте Анте Марковиќ, дека од тамо треба да почнеме со моментот на изнесување, односно на кражбата на парите. Генерално, овие 34 години, колку пари се издесени во Македонија? Знаете, зашто ве прашам? Бидејќи вие одите со она даношна амнестија. И тоа некако лепди тука. Ја има една приказна во Бугарија, видите, да ви кажеме дека Банско е направено, демек сите оние кои што ги украле парите, па седнале на маса, ај сега да го вратите капиталот што е украден, но да изградите и да почнете да... Тоа е оно што циркулира во јавноста како информација. Видите, даношната амнестија, јас која ја зборував, сум ја зборувала 2-3 пати, тоа зборував за целиот мој либерален приод према економијата и најверојатно тој либерален приод што сум го имал 98-2002 година, значи и до ден денеска луѓето ќе ви кажат дека во тоа време немаше масовни контроли и инспекции на УЈП. Немаше казни, немаше притисоци. Едноставно се беше пуштено и дозволено. Знаете која беше мојата филозофија? Ако некој не пријави пари затоа што поправал коли или не знам нели украл од некој друго, ако ти му создадеш атмосфера на либерална атмосфера, он ќе почне да гради некоја куќа, ќе прави некоја викендичка, парите ќе останат повторно во GDP-то на Македонија. Тоа беше мојата филозофија на таа десничарска либерална економија што сум ја имал секогаш. И затоа јас зборував, значи јас прв сум кажал да има офшор зона. Офшорната зона е моја идеја. После цели се надоврзен на тоа. Со Бунарџик. Со Бунарџик. Значи, офшорната идеја, зона е моја идеја. Главен кочничар на таа офшор зона 4 години беше Никола Груевски, министер за финанси, кој
ја повторуваш истата реченица. ММФ не дава. ММФ не дава. Потоа цела кариера направи. После целата кариера ја направи на база на тој беше против офшорната зона и беше против субвенции на земјоделците. Целата кариера после тоа ја направи врз база на субвенциите за земјоделците и за офшорната зона. Гледате, офшорната зона денеска е на прекрасна. Првиот темел е удрен во мое време. Првиот пристапен пат е ставен во наше време. Првата ограда е ставена во наше време на офшорната зона. Жал ми е што не профункционира, меѓутоа ние ја подготвивме за некој друг. После 4 години сада сама ја преспам, мислам, море почна во времето на Бучковски почна со на Бучковски беше Џонсон Контролс. така, ама една, да, и тогаш дојде до промената на власта, па Никола Груевски и така, практично ја фати приказната, кој да дојде на отворањето на да, Џонсон Контролс. Иначе Бучковски ја почна со Џонсон Контролс. Значи сите тие либерални политики. Па вие денес имате ТИРС, па тоа е такво, тоа е тепачка кој да биде директор на тие технолошки индустријски или офшор во ваше време. Ама не, гледайте сега, треба да се, во наше беше тоа офшор, сега ТИРС, значи сакам да ви кажам дека јас сметам дека Македонија треба да се гордее на тоа таму што се случува, независно од тоа колку добива, тоа е сериозен придонес во GDP-то на Република Македонија. Да, и некој ќе рече, добро, ама се имате странци фирми, па ви ги изнесуваат парите, па они субвенционираат, па парите излегуваат. Така е, меѓутоа не е баш така. Многу тие пари остануваат. Апсолутно, но вие ако сакате да најдете маники, најдете да, секогаш ќе најдете. Но и секогаш кога вие ќе излезете да кажете нешто кое што ќе предизвика лавина од реакции, постојано ќе најдат нешто да го компрометираат липчо, дали е тоа Бугарија, дали е Кондоминас, дали е. Да, што е приказна? Јас кога па така сум пропаганда си прорече. Кога кажав амнестија на парите, викам за него сака да се ги донесе. Така беше. Да, дека ги украл парите додека бил премиер, па да се ги амнестира. Широката слика. Прво, таа општа амнестија не беше само за македонскиот капитал да се врати. Таа беше за идеја прво за балканскиот капитал да се врати. Значи, ако вие чуевте, прво од Балканот ќе ви дојдат луѓе. Ќе ви дојдат од Бугарија, од Албанија, од Србија, од Грција, од секаде некој кој, да речеме, има некои пари негде ставено на страна, полесно ќе му биде да инвестира во оваа држава, помалку ќе има контрола, од Европа ќе ви дојде да луѓе. Нема, затоа не претркаа сега србите со тие зоните со големи компании, не претркуваат сите. Имало ли, уште ова да ги расчистувам бидејќи се пари. Имало ли пари за смена на името? За промена на името, нели тоа Кондоминас така. Не, тоа е парадоксално некој да го помисли, тоа е да го даде или да го прими некој. Не, тоа е голем политички проблем на Македонија и тој голем политички проблем на Македонија требаше да се реши. И вие се сеќавате, јас бев спремен да го решам тоа, за жал да сама ме сопна. И си викам, а немаше таков притисок. Ајде, решете па ќе влезете во Европската унија. Ние знаеме тогаш дека ќе го решиме проблемот, а ќе влеземе после, ќе го отвориме патот да влеземе после 5 години, нели така, или после 10 години. Меѓутоа, кој не дава Македонија да пркне економски, политички, Македонија да фати чекор? Јас сега овие последни изјави од странци ми се поприлично загрижувачки дека нас не ова пер капита вие што зборите. Нас Албанија не веќе претркуваат Црна Гора, значи тие се веќе за 4 години влегуваат во Европската унија, остануваат Босна и Косово. Не ви е поразително тоа малку? Мишко, не да ви е поразително. Мишко, луѓето одавна не сакаат да сватат во Македонија, ајде да речеме некој што седи кај пилјара и не мора да свати, ама некој што сака да ја води Македонија и сака да биде мора да свати дека националниот македонски идентитет, македонскиот државен суверенитет се брани со јака економија и со влез во НАТО и во евроатлантскиот свет. Во НАТО сме. Во НАТО сме. Се некој ќе рече среќа што сме во НАТО без да дули бомбаровци да ги прашаш. Ама среќа што сме во НАТО, но во овој турбулентен свет. Втората работа, Европската унија. Значи Хрватска од која е влезена, сега не ме фаќајте за збор, има нето примерно ако не се лазам 14 или 15 милиарди евра нето. Бугарија има, не ви ја спомнам случајно, Бугарија со влезот има земено тие фондови кои што ги земат не знам колку милиарди евра. И што е некаде на кај десетина се движи. Нашата влада зема кредит кој треба да го должи и вика еве ви на општините дајте проекти. Во исто време кога тоа се случува, минував низ Хрватска, земам еден вестник
И земам еден економски вестник и читам, вика одобрено 600 милиони, истата сума горе бележи, 600 милиони евра за проекти на локалната самоуправа од Европската унија. Да, тоа го Значи, во исто време, ние земаме кредит од 600 милиони кои треба да го вратиме, они земаат 600, ама тоа не е прв проект од Европската унија. Предпоставам на секој 2 или 3 години им даваат по еден таков проект. Добро, има програми таму. Има програми, така. Значи, и сега ти викаш, ти создаваш атмосфера, не ни треба Европска унија, што ќе ни е Европска унија? Зошто? Сега мислам дека веќе атмосферата ја диктира владата дека не ни треба Европската унија. Нема да влеземе така и така. Како нема да влеземе? Еве Црна Гора најверојатно до година ќе влезе, или 28 година рекоа ќе влезе, Албанија 30 година ќе влезе, како не влегуваат во Европската унија? Нема никаков на повидок некакво било каков разговор да има со Бугарија, така што таа приказна за влезот на Македонија во Европската унија е настрана и Ама не сега вака, Мишко, еве сега вака. Еве има одредени проблеми со Бугарија. И јас сметам дел тој на историската комисија и сум го зборувал јавно дека е проблем. Да. Ти ако сакаш имаш проблем, прво излего формираа влада, излегуваш и пцуеш и плукаш против тој кој сакаш да го решиш проблемот, или тоа се прави на некој друг начин. Ја мислам реториката треба да биде. Сакаме да го решиме проблемот. Не е проблем да влезат бугарите во уставот, не е проблем имплементацијата на тие малцински права, проблем е делот кај историската комисија. Сакаме да седнеме да го разговараме тој проблем. Ја мислам така се разговара. Мислам дека нифи ми одговара оваа позиција, ние сме во НАТО, тука сме безбедни во тој дел и сега економски момент што мене ме загрижува, колку ние освен некои фирми, ние не го користиме НАТО. Затоа што господин Георгиевски имате фирма, јас секој земам на пример Тетекс. Побого тој Тетекс не може да шие кебење за НАТО војници. Па тука веќе ама требаат самите, ја мислам кога се распишуваат, нели кажаа дека за брак, и па тоа сакам да кажам. Има огласи, конкурси, тие важат за нашите фирми. И па тоа дека се работи за менеджерски. Ова приказнава за Европската унија некако е завршена, дури малку и мене барем ми изреволтира вчера изјавата на Милановиќ дека не попуштајте едно друго, па има последува, знаете, оние коментари на Facebook, ако е толку лошо, па излезете вие од Европската унија. Да, излезете од Европската унија. Не, јас сакам нешто друго да прашам. Зошто Словенија ги блокираше Хрватска и зошто Хрватска попушти на крајот горе со Пиранскиот залив? Така е. Не, зошто Хрватска попушти пред Словенија? Еве, стапија воден простор, така? Да. И ти имаа проблем со Словенија, така? И жугете, ако е толку лошо, излезете. Милановиќ ги знаеме ставовите, нели? Со Русија против НАТО. Ја знаеме неговата политика, нели? Меѓутоа, сега. Меѓутоа, сакам едно друго прашање, Мишко, кога спека Европската унија. Јас во овој момент практично гледам политиката на владата, они де факто не викаат во нашите 4 години не очекувајте дека ќе направиме нешто за Европа. Значи, тоа се буквално, тоа е буквално нивната реторика. Јас колку што разбирам политика, тоа е тоа. Ниту пак се прави некој чекор за тоа, така? Нашиот став е тој, еве ќе ги внесеме бугарите во Европската унија да почне да важи тоа кога ќе не примите. Така. Колку нема што да разговараме. Сега Мишко вака, јас сега го поставам едно прашање. Значи, тоа прашање не е само на ВМРО. Тоа е прашање на опозицијата и на академијата и на интелектуалците, на сите општествено одговорни луѓе, новинарите, па ако сакате и на секој обичен граѓанин заради иднината на неговото дете. Македонија, денеска, главното прашање што треба да се постави при нас, Македонија денеска има ли идеја за својата иднина? Еве, тоа прашање сакам да го повторам уште. Граѓаните или Македонија како целина, значи тоа што го кажа, власт, опозиција, интелектуалци, новинари, академија, па и граѓани во целата држава. Затоа што ова е прашање на целата држава, не е прашање само на владеачката структура. Така е. Има ли Македонија денеска идеја за својата иднина? Јас за жал, освен идејата Македонија да биде во српскиот свет, и тоа некако сега им се поремети затоа што па и србите се, нели, 3 месеци демонстрираат против таква власт која ние обожаваме во Македонија, нели така, паѓаме во несвест за таа власт. Меѓутоа, пак по трет пат ќе го кажам. Има ли Македонија идеја за својата иднина? Јас тоа не го гледам. Значи, ние сме имали 30 години идеја.
Сакаме НАТО, сакаме Европска унија, сакаме бавно е, вака е, така е, и сите сме правеле по нешто. Добро, и они викат сакаме Дори и Европска Никола унија. Груевски правеше нешто за тоа. И он правеше нешто. Иако и он 11 години не закочи значи од Букуреш кога беа спремни да под Буш кога притискаше. Тоа со Република Македонија Скопје. За Не, внатрешна употреба. Не. Со ова имаме само за надворешна употреба. Само за надворешна употреба. Само за да. надворешна Само за употреба. надворешна употреба. И како што ни кажа Антонија Милошевски и на средбата кај Бајден кога беше, истата понуда била. Сега со францускиот предлог веќе доцниме 4 години. Сега, или 3. Од кога беше даден. И најверојатно наредните 3, значи ние 6 години ќе го изгубиме со францускиот предлог. Па мислам дека ќе каскаме и веројатно тука големите ја водат играта. На крајот и кога го решававме ние проблемот со грците и вие сте контактирали во ваше време, тие постојано велија ќе видите дека не сме ние проблемот, дека многу поголеми сили стојат Ама за гледате сега. за проблемот, Мишко, но мори ние да покажеме малку Мишко, волја. Вака сега. Факт е дека во овој момент ја не гледам некој посебен притисок од Англија, Франција, Италија. Ама зошто е тоа? Затоа што самите тие дискутираат нели за иднината на Европската унија. Франција, да не забораваме, прва не закочи, нели така, не беше Бугарија. Франција не закочи, два овие совети не одлагаше, ако не беа и три. Цело време нашиот плечничар, условно така, кажано. нели така? Сега. Значи, на неа и одговара оваа ситуација. Она вика, че, и да речеме и на Германија. Нас ни одговара спор процес. Овие таму се караат меѓу себе, окей, нека се караат. Ние имаме измиени раце, не сме ние криви, така? Океј, но загрозена ли е државата? Во смисла на тоа што еве Албанија ќе оди. Оди чекор напред Албанија. Загрозена ли е државата? Не ве враќам назад на размена на територија. Сега, Или завршени се веќе? Не дам да кажам толку тешки реченици. Македонија, сега не знам ова како ќе кулминира односите дуи СДСМ, значи загрозеноста на државата може сами ние внатре да си ја загрозиме. Надвор мислам дека НАТО е сепак некаква гаранција, ма ние сме загрозени со економскиот потенцијал. Значи, Мишко, пак ја споцам 2000 година. Албанија никој не ја сметаше за економија. Само што Значи, излегува од 2000 година кога е официјална посета на Албанија, нема прозори на зградите, има најлон, значи 80% од ова беа најлон зградите со најлон. Тоа беше како атомска бомба да паднала. Па само што излегува од времето. Денес Тирана е европска метропола. Денеска Албанија е друга држава. Од автопатишта, од згради, хотели, инфраструктурни проекти и реално кога ќе погледнете GDP-то на Албанија денеска е поголемо од Македонија. Да. Сега тоа не е загрозеност да се не знам каква, не е тоа безбедност на загрозеност, ама економски нели ти е малку мака кога гледаш комшијата дека е побогат од тебе станат, така? Кажем, Србија, Мишко, 2000 година имаше скоро дупло понизок GDP од Македонија. Државните резерви на Македонија беа рамни на Србија, еко тие се 4 пати поголеми. Да. Сега не сум ги гледал нивните колкави се, ама мислам дека се 5 пати поголеми од нашите. Добро. Да привршувам ова, ВМРО нема врска со тоа ваше време. Не, ова ВМРО нема врска ни со историското ВМРО, ни со од наше Христијан време. Мицкоски бил ВМРО, сега вие не се сеќавате него. Не се сеќавам. Затоа што вие го донесовте Груевски го донесе. Така, Мицкоски да, така така тоа е, да. оди по редот Да, и на така крајот е, сите да. се каете за грешките. И Е, вие така за е. Груевски за Мицкоски не Така е. сте имали никаква комуникација да Не, се. имавме тогаш кога Аха. го избра, имавме 2 пати комуникација. Меѓутоа, очигледно, негде не се разбравме по патот и така. А што е ова ВМРО, колку е поразлично ова ВМРО од вашето ВМРО? Целосно, што е идеологијата овде на ВМРО? ВМРО ВМРО просрпско нема такво нешто во историјата. Тие ве обвинува вас за бугарско државјанство, нели тоа постојано Лјупчо, па си го смени името, па потоа ви рековте ај проверете. Не, името не го сменив заради тоа. Името го сменив кога отидов во една банка и ми вика да ми вика ти си со Б. Ја претходно се подпишував со Б. Испаѓа дека матичарот ме ставил со Б и ајде после. Добро, имате бугарско државјанство? Да, имам, да. Да. А другиве зашо се срамат да кажат дека Не имаат? знам тоа. А гледам ги вадат, сите ги вадат, кои имале, што имале. Знаете, Не, Мишо, гледате сега вака. Прво тука има проблем еден, знаете,
тука има илјадници луѓе кои имаат албанско државјанство, има илјадници луѓе кои имаат косовско државјанство, има барем 10.000 луѓе кои имаат српско државјанство, да речеме потпресател на владата има српско државјанство, нели така? За Стојковиќ, да. Латас, човек кој 25 години беше еден од главните креатори на едното мислење, има српско државјанство и да не ги броиме сите, нели? Не е проблем да имаш српско државјанство во Македонија, така? А овие зашто се срамат што имаат бугарско државјанство? Не знам. А сите имаат и фирми од Па еве испега дека и фирми. Еве јас Излегуваат немам и фирма да речем. Еве јас ви кажувам најодговорно дека немам фирма во Бугарија. И ви кажав и прега. Никогаш не сте имале да ми кажете? Имав една, се обидов во овие, како се викаат, панелите за за фотоволтаици. За фотоволтаици и после 2-3 години после продадов, да. Од политиката може да се живее или не? Нели ви пишува бугарите или кој ви пишува колку тежи Лјупчо Георгиевски подеа 100 милиони евра? Не знам на тоа. Ете, тие приказни сум ги слушал колку што сакате, јас не знам на кој да објаснувам, а што да објаснувате? Не, па добро, видите, тие сега активни ботови, они секој ќе почнат да пишуваат, така што ланска година имав една многу непријатна ситуација со една македонска банка, кај што нели дојдов до таму да ми одземаат имот со хипотека. И тоа мислам дека со една неправилна постапка. Најде, Мишко, кога зборуваме за судскиот и за банкарскиот систем, вака ќе ви кажеме на приказна. Имате објект, не сте дале согласност да биде даден под хипотека на друга фирма, и на вас ја наплаќаат хипотеката. Тоа е и македонскиот банкарски и судски систем. Ако тоа мене може да ми се случува, што останува за другите граѓани во Македонија кога се жалат на судскиот систем и на банкарскиот систем. Добро. За крај гледате ли перспектива од ова? Вака сега, како што е поставена констелација. Некој ако прашате да ви рече вакво владење со 58 пратеници, што мислите за Мицкоски? Мичко, гледайте сега вака. Во историјата на светот познава апсолутисти кои станале диктатори незапамтени, значи се памтат нели полошо, има апсолутисти, просветни владари кои направиле огромни предности за државата. Речеме, Арапските емирати се апсолутистичка монархија. Меѓутоа, вие не можете да кажете и Дубај, Абу Даби се овде лошо живеат луѓето, така? Да. Значи, тие апсолутисти монарси прават нешто убаво за својот народ, така? Ова влада на ВМРО ДПМН има власт како еднаш Никола Груевски, што имаше, нели? Друг никој немал таква апсолутно. Има СДСМ во периодот на приватизацијата тогаш, кога ние не учествувавме, 94-98 година. Кога не бевме во власт, најголемата победа на СДС беше 2002 после војната, ама тие беа други ситуации. И после пак има, да, така. Значи, меѓутоа, еднаш Никола Груевски кој освои скоро 61 пратеник и сега ова, значи тоа биле две најголемите апсолутни победи. Значи, ти апсолутните победи искористија да направиш убави работи, направи големи реформи, направи работи за да одат работите нели напред. Не гледам дека се користи таа моќ за нешто такво. Значи, јас се плашам дека ние практично ќе ги изгубиме овие 4 години и после 4 години ќе раскажуваме колку сме биле патриоти. Знаеш, сега Ѓорги Иванов ни раскажува колку бил патриот, Никола Груевски ни раскажува колку бил патриот. Нели, патриоти во една сфера, најде многу чудни патриоти. Во една насока, значи името не го даваме и ја кочиме државата, а од друга страна подпишале договор со Вучич да славиме сите празници на Караџорџевата династија во Македонија. Значи, еднонасочни патриоти, само на едната страна патриоти, на другата страна, значи, со скршена кичма. Денеска истото ни се случува. Значи, Мишко, ние во овој момент имаме општа историја и тоа не со Титова Југославија со србите, со Караџорџева Југославија. На секои 2-3 месеци ние прославуваме окупацијата на Јужна Србија и си молчиме, а од друга страна за 5 пати помали работи со Бугарија се правиме големи патриоти. Не гледам дека
мислам дека 4 години ќе бидат А изгубени. вака како ви изгледа Мицкоски? Има потенцијал, лидерски капацитет? Па очигледно има, штом победил има се. Јас не сум гласал за него, наверно тие што гласале за него виделе виделе лидер. Може Кочани да ги измести малку или? Па може да ги се, да сега како да ја кажам, мене малку ми е нелогично сега. Океј, затварај ги тие што се криви пред 10 години, ама не може се актуелната гарнитура која една година таму владе, пупу не важи ништо, нели така, малку Да. не сум правник, ама некако правната приказна овде ми е нелогично у целата ситуација. Виж го, има една теза, ние сами ќе сме си го решили проблемот, ние сами ќе се концентрираме, Да, ќе зошто се не ги решаваме сами проблемите, ајде? Еве, Кочани е дел од тоа. Ако сами, значи некој требал тоа да го предвиди, така? УЈП 8 месеци имало блокада. Началникот на полиција гледа дека таму некој му прави нелегален објект, така. Градоначалникот, зошто не го решаваме сами? Една друга работа ќе коментирам, што ми падна уште првиот ден. На таа шупата што ја викам горе гледам азбестни плочи. Лесонити што го викаме. Знаете дека во Европа пред 25 години е забрането лесонитни плочи да се користат? Па дури кај нас ги минуваат тука по азбестните плочи. Па затоа тие што се азбестни отровни. плочи прво колку побрзо гореле, да речеме. Гледам тоа никој не го прокоментира. До сега не сум видел коментар за тоа. Мислам дека од Кој тите треба- една за азбестните плочи, ама толку. Еве не се- сум го видел тоа. Еве не сум го видел тоа. Не сум го видел. Јас лично го видов. Кој е проблемот еве? Да донесат закон со субвенции кај што има азбестни плочи во рок од 3 години. Вие знаете дека во Америка пред 20 години бизнисот еден куп македонци отидоа во Америка да симнуваат азбест од зградите. Да. Да. Кавадарчки тајфи, баш неколку знам, 2 таму така имав може да се запознам, кои носеа работници од тука им даваа виза без проблем за да додат да симнуваат во Европа истиот процес. Добро, не знам и економски дали ќе пркнеме, ако не пркнуваме напред, тогаш Не, тешко и економски да се пркнува. Економскиот удар ќе следи затоа што нели прво тука има и два фактора, нели и Европа е слаба, нели има економски проблем, меѓутоа и не гледам што е приказната во целата ова работа, знаете, ако немаме некои сериозни екстра профити, не екстра профити, екстра приливи на пари, дајчеме помош за железница, помош Ама за што е тоа кредит, господин Георгиевски, од Унгарија? Зашто ние земаме од Унгарија кредит? Што може да го земеш од нормални банки, од нормална европска или може ако институција? сакаш земе од Па Германија. може да земеш, Зашто па така земаме е. од Унгарија? Мислам, Па не знам ние што сакаат да демонстрират. На пример, мене ме чуди молкот и кај колегите. Мене ме чуди апропо овие офшор или зоните. Вие веќе кога разговарате со луѓе, тие ви велат дека како се вели дека ударот кој што се случува во Германија дека ние доправо ќе го почувствуваме, така е, дека да, тоа е нормално. фирмите кои што се таму дека веќе имаат проблеми, ние никој ништо не говориме. Меѓутоа тоа се други теми на кои што ќе можеме да разговараме. Или не сакаат да ги слушат, или така им одговарам. Како и да ви благодарам што бевте во овие бизнис мовети. Ќе говориме ние пак, вие продолжите со вашите, односно почнете со вашите подкасти историски, а вака од време на време и малку И за економија. да ве држиме и за економски теми. Благодарам што бевте во бизнис мовети. Бизнис мовети на Фактор МК. Гледавте уште едно издание. Наш гостин, лидерот на ВМРО Народна партија, еден од основачите на ВМРО ДПМН, Љупчо Георгиевски. Вам почитувани ви благодарам што бевте со нас. Благодарности до нашите пријатели Форманова, Трисоро, Трент Ангел. Довидување.